Во февруари месец сите 4 предлог верзии беа веќе завршени, заедно со 4 акцијски плана, кои што одредува активности за спроведување во насока за заштита на ХИВ на општото население, но и на маргинализираните заедници на кои што работиме. Што предходеше на самата изработка на стратегиите беше подпишување на меморандум за соработка со општините. Денеска присуствувате на јавната дебата која што ја организираме по повод носењето на новата локална стратегија и акционен план за заштита од ХИВ за општина на Тетово. Акциониот план, кој што се однесува за наредните 2 години, всушност ги опфаќа сите клучни активности кои што би требало да ја одржат ниската преваленца на ХИВ по градот Тетово. Сите услуги што ги добиваат корисниците, значи се бесплатни. Тоа се социјални, медицински, правни услуги, теренски услуги за размена на стерилна опрема за инјектирање, како и за бесплатна достава за кондоми или лубриканти. Меѓутоа, ова е последна година во која што глобалниот фонд дава финансиски средства, а тоа се релативно голема сума на средства, како институционални, така и за граѓанскиот сектор за спроведување на активности. Министерството за здравство има своја превентивна програма или програма за заштита на населението од ХИВ-СИДА, која што се донесува на годишно ниво. Дел од буџетот на државата. Колку ќе се издвои секоја година, сумата е различна, меѓутоа апсолутно е недоволна за да ги покрие сите активности. Заради тоа ни се потребни партнери од општината кои што би усвоиле оваа стратегија и овој акционен план, не само да биде како документ кој што програмски супер опфаќа, меѓутоа да биде и документ кој што ќе биде и финансиски поддржан. Во рамки на овој проект со општината на 1 декември, Светски ден за борба против ХИВ-СИДА, беше подпишан меморандум за соработка, со тоа што беше со тој меморандум за соработка се остварија некои активности, тоест предиспозиции за остварување на активностите од проектот и понатаму. Едно од тие беше изготвувањето на таа локална стратегија и акционен план, а во претходниот период, тоест највеќе постоечката локална стратегија, како што претходно ви кажав, тие се усвоени на Советот со акламација едногласно страна на сите советници и се вметнати во самите програмски активности на секторот за јавни дејности при општина Тетово, како и во буџетската рамка на буџетот на општина Тетово во делот на социјална, здравствена и детска заштита. Се надеваме дека овие активности ќе продолжат со цел да се одржи оваа ниска стапка на заразениот болеста и дека многу е важно дека од оваа година во буџетот на општина Тетово дека се предвидени ставки кои што и општина Тетово со освоени средства во програмата за социјална заштита ќе учествува за превентивни активности од завеста за оваа болест. И се надеваме дека до година и активности година така и буџетите се зголеми за ова намена. За да се обезбеди процесот на транспарентност и пристапност, предвидени се јавни дебати кои што ќе се одржат пред представувањето на локалната стратегија на Советот. Јавните дебати ќе бидат достапни за сите граѓани и сите институции и организации кои што работат на полето на превенција на ХИВ-СИДА. Луѓето што ќе присуствуваат на јавните дебати ќе можат да дадат своји видувања, забелешки на сите она што е напишано во локалната стратегија со цел да се подобрат сите активности кои што веќе професионалците ги предвиделе, а можеби и нешто пропуштиле. Понатаму со сите забелешки по јавните дебати, таа верзија на локална стратегија ќе биде презентирана пред Советот на град Скопје. Со вклучувањето проекција на локалната самоуправа за поддршка на сервиси за ранливи групи, проекција за превенција на ХИВ-СИДА е доста значајна. Значајна проекција во насока на мобилизирање на ресурси, меѓутоа и во насока на заштита на јавното здравје на локално ниво. Оно што е клучно во оваа стратегија, кое што треба да биде клучно во сите понатаму локални и национални стратегии, е дека фокусот на клучните превентивни мерки на поддршка, односно заболјавање здравствени мерки, мора да биде на популациите за кои што имаме доволно податоци дека се изложени на најголем ризик од ХИВ. Значи, во координација подразбира да знаеме што се случува, кои се успешните практики, што е приоритет, што треба да се додаде, кои активности треба да се започнат, да се оптимизираат средствата, во смисла да знаеме каде се даваат во моментот средства и каде може тоа да се оптимизира.
во овој трет грант, да речем кој што се одвива од 2012 година до 2016 година, се издвоени околу 10 милиони евра, што значи дека во овие последни 2 години средствата кои што се останати, значи се делат на околу 2,5 милиони евра само за Сдруженијата на граѓани. Тоа е една сума која што ние треба да бидеме свесни дека државата понатаму мора да ја поддржи, односно да ја или во целосен, ако не во целосен, значи во оптимални граници, да учествува и да положи напори да овие средства се задржат. Зборуваме за еден проблем од инфективна природа, кој што доколку успешно не го превенираме, може да ни се случат сценарија како во други земји од Источна Европа, да подсетиме дека Источна Европа е регион единствен веројатно во денешно време во глобални рамки, каде што инфекцијата драстично се уште расте, за разлика од сите други делови на светот, каде што трендот е во опаѓање. Верувам дека овој пример ќе се проширува и ќе го следат и другите општини, затоа што е исклучително важно да покрај националниот буџет се одвои буџет од локалните самоуправи, кој што ќе биде за заштита на здравјето на населението, во конкретниот случај за заштита од ХИВ. Веќе во јули месец го имаме првиот официјален документ, поточно локалната стратегија за град Скопје е едногласно усвоена од страна на Советот на град Скопје, а додека веќе во периодот од август 2016 година ги очекуваме и усвојување на останатите 4 стратегии од страна на советите на општините. Денес од страна на Советот на општина Гостивар беше усвоена стратегијата за заштита од ХИВ, која е со време траење од 2016 до 2020 година. Самиот процес на изготвување на стратегијата траеше околу половина година и во неа беа вклучени сите заинтересирани страни кои го третираат овој проблем, односно превенција на ХИВ, како и самата локална самоуправа. Во самиот процес на усвојување на стратегијата многу позитивно влијание имаше учеството на советници, на голем број на советници кои што учествуваа во изготвување на самата стратегија. Јата пикане диблете во дојме готин, кушаш пат. Кушаш кунда. Те пробајте. Те констатации шири комунальни штатни бота првасни кундрас те пробајте миратой конклузион формиратин те стратегијски локали до комуна се досивари прв бројчинга и прв периодот 2010. Покрај националните стратегии кои веќе постојат во државата, да поработиме и подетално ги анализираме потребите на локално ниво. Работевме навистина во една убава атмосфера со колегите, пошто сите сме на иста таласна должина, проблематиката ја познаваме, невладините организации сериозно работат веќе со години на овој проблем. Планираме за обезбедување на средства за стратешки партнерства и би ги навела лобирање за обезбедување на средства од националниот буџет за превенција на ХИВ во општината, поттикнување на корпоративна општествена одговорност на бизнис секторот со цел подршка на превентивните активности за ХИВ во смисла донаторски конференции, хуманитарни манифестации и други форми на генерирање на ресурси, потоа иницирање на јавно-приватно партнерство за превенција од ХИВ, развивање на социјално предприемништво и социјални предпријатија, потоа користење на европски фондови и меѓународни фондации како извор на ресурси, креирање на партнерства и соработка со стратешки организации од национален и меѓународен карактер, како и подготовка на проекти врз основа на објавени повици и проекти за кои што дополнително би се барале донатори. И покрај бројните обиди за поднесување на стратегијата на Совет на општина Куманово, заедно со акциските планови, се уште немаме никаков одговор, ниту позитивен, ниту негативен. Меѓутоа, ние нема да се станеме тука, значи ќе продолжиме понатака со нашата иницијатива, бидејќи многу е важна за граѓаните на општина Куманово да се одржи ниската преваленција на ХИВ.